Site zemni osnovi ke se razniša, sinovi na Svevišnjoj ke umrete kako luge, ke pađate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas ide. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sudite me pravedno, pogrevo pristrasno. Ne pazite na siromah, praveden i beden. Sinovi na Svevišnjoj ke umrete kako luge, ke pađate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe, Oče naš koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide voljata tvoja, kako na nebo to, taka i na zemljata, taka i vo moje to srce, taka i vo tvoje to srce. Levot naš nasušen, daj ni go i denes, i prostini i grevovite naši, dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame. Na našite dolžnici prostevajte, prostete, i ke vi se proste, i ke bide prosteno. Prostete i prostuvajte. Prostuvanje. Isus na krst prosti im tatko reče. Toj ne osudi. Ne reče deka ke gorat vo večen peklot. Ne reče deka ke se mačat. Reče prosti im tatko. Ne znad što pravat. I ne vovedi u iskušenje i izbavi ne od lukaviot. Zašto tvoje je carstvo to, tatko moj. Carstvo to je nego i silata i slavata vo site vekovi i vo vekovi. Site vekovi, znate, imate vekovi na zemlji, a imate site vekovi za navek. Amin. Mi zboruvame, neka bide voljata tvoja, voljata njegova. Što znači da se bide hristijanin? Znači voljata na Otec od nebesen koji ne sozdal da se slučuva. A voljata na naši od Otece sekoj što ke go vidi Isus. Znači da go vidi Isus. Kade? Po srce to. I poverua vo nego da žive život večen. Da žive život večen. Blagata vest evangelije to. Bog ni darува život večen. Ние сите по извесен период стануваме свесни. Слава ти, Господе Исусе Христе, што и во овој ден зборуваш низ моето срце, ти зборувај, татко мој, не јас да зборувам, ти зборувај низ мене, дека сме минливи, дека умираат блиски. Неодамна ги закопал двата родители. Значи телото го вратија во земја и отидоа кај Исуса, бидејќи повикуваа кон Исуса, бидејќи се молевме за нив. Мој татко умираше со радост нагоре кон очите. Мојата мајка последниот ден веќе не можеше, рече, се случува многу чуда со молитвената група со која се дружиме, која ги донесе Господ да си помагаме едни со други, да бидеме
неговата црква, Исусовата црква, духовната црква на Исус Христос, каде што тој е главата, ние сме органите и нашите тела и души се живи камења. Жив камен во црквата, жив. Тој на едно место вели, ако вие замолкнете, овие камења ќе проговорат. Ние зборуваме за зборување, за несопирање. Во Јерусалим бев во црквата на Преображанието. Таму човекот чувар е муслиман и слезе силен напред, добивме 10 луѓе. Плачевме се, молевме на јазици. Тогаш слезе духот и од тогаш почнам да сведочам за Исус. Не можам да сопрам. Значи, присуство на духот подразбира кога он ќе дојде. Духот мене ќе ме прослави, вели Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Знаете, кога ќе влезе духот на Отецот, вие повеќе не сте стариот човек. Вие повеќе не можете да грешите. Вие едноставно морате да се усовршувате во љубовта. Татко мој зборува низ мене. Значи, принципот на христијанство подразбира не ние да зборуваме, не јас да зборувам, Исус да зборува низ мене. Духот на мојот татко да зборува низ мене. Значи, со телото сум отсутен, вели апостолот Павле, односно нашиот Отец, но со духот сум присутен. Ние зборуваме за духовно присуство. Значи, зборови со дух и сила. Инаку ова слово се само е литература која не го разбираат и затоа телесниот човек не го разбира духовното. Пишано е, затоа се поделени во деноминации, вадат некои делови од Светото писмо на телесно ниво и ги живеат, ги толкуваат, како например празнување на сабота или крштевање само, или дека по благодат сме спасени, се држат до тоа и ништо не действуваат и не се усовршуваат во љубовта, или други состојби. Се занимаваат дали има вечно проклетство. Значи, испаѓа дека вечно има повеќе вечности. Вечноста е една. Бог, мојот татко е вечен. И тој е љубов. Тој е љубов. Одиме Лука 21 глава за дарот на една вдовица. Вдовица подразбира жена на телесно ниво и црква без Исус. Црква без глава, без маж, без дух. Кога ги подигна очите, виде како богатите, има многу вдовици на земја. Кога ги подигна очите, и вие треба да ги подигнете очите. Каде? Кон небесата. Виде како богатите ги пуштаат своите прилози во ризницата на храмот. Знаете, дали треба да се дава? Па видите, вие немате ништо, Бог ви дал. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Сето тоа што сте го добиле треба да го раздавате. Вашата љубов, вашето време, вашиот имот да му служи на Исус. Инаку собирате богатство на земјата, кој го јадат молецот и рѓата. Собирајте богатство на небесата, тоа е дејствување во љубов. Тоа е љубов кон сите. Тоа е да бидете самаријанинот кој го спасува евреинот. Тоа е да бидете Исус Христос, да постапувате како него. Биде исто така и една бедна вдовица која пушти таму 2 лепти, па рече, вистина ви велам, оваа бедна вдовица од сите повеќе приложи. Сите овие дадоа прилози на Бога од својот вишок, таа пак пушти од својата немаштија сиот имот што го имаше. Значи, тоа е принципот, целиот имот го даваш на служење на Исус. И Исус ќе ти надополнува. А ние имаме безброј мали деноминацијски цркви финансирани од донации од страна. Не можат сами да функционираат. Тие се така подружници на некоја црква некаде таму, која утре ќе донесе некое решение и тие ќе го спроведат. Зашто се зависни од материјалното, од средствата кои им ги даваат. И тие се како службеници на земни деноминации, наместо на Исуса Христа, наместо на Исус Христовата патека на љубовта, на усовршување во љубовта. И додека некој зборува за храмот дека е украсен со убави камења и заветни дарови, тој им рече, Исус зборува, односно Духот на нашиот Отец зборува низ него. На повеќе места Исус вели, не зборувам јас,
туку духот на мојот Отец зборува низ мене, зборува и низ мене татко мој. Значи суштината на христијанин воден од дух е не тој да зборува, духот да зборува, а ние често не правиме разлика. Значи кога ќе се случи нешто што не вознемирува, ние веднаш реагираме импулсивно, телесно. Ние зборуваме да се повлечеш 3 чекови. Ние зборувам во множина, во духот. Духот зборува. Собрани сме двајца во Негово име, во името на Исус, кога е духот присутен. И тогаш сме ние, те сакам Господ Исусе Христе. Ќе дојде време, Исус го зборува во кое од сето ова што го гледате, зборува за Ерусалим. А Ерусалим подразбира првата христијанска заедница која имаше завет со Бог, а го распла и не го позна Исуса. Ќе дојде време во кое од сето ова што го гледате, нема да остане ниту камен што не ќе биде урнат. Сиот овој свет ќе замине и ќе исчезне. Сето ова е минливо. Ние зборуваме за духовно царство, за Божјо царство, за царство на љубовта горе на небесата, каде што нашиот татко ни приготвил место. И го прашаа говорејќи: Учителе, а кога ќе биде тоа и каков е знакот дека ќе почне да се случува? Многу умни луѓе викаат утре ќе биде, заутре. И не се остави веќе 2000 години. Тој рече: внимавајте, но не заборавајте, еден ден за Господа се како 1000 години. 1000 години се како денот од вчера. На едно место вели 2 времиња и половина време. Може би се работи, да не зборувам во тело, туку во дух, за 2500 години, каде што треба да се чека. Бог знае, во тело или без тело. И рече: внимавајте да не ве прелажат. Исус зборува, духот на нашиот Отец, зашто мнозина ќе дојдат под мое име. Кој е името на Исус? Исус значи помагач, спасител, помошник, слуга. Исус испратен да помогне. Исус значи љубов, собрани во Негово име. Луѓе што немаат љубов кон сите и кон се, луѓе што осудуваат, луѓе што не простуваат, тие се тие мнозина и ќе зборуваат дека сум јас. Тие ќе зборуваат од себе, од својата телесност. Ќе зборуваат со слово кое убива, а духот оживотворува. Значи словото без дух убива. Луѓето се маваат со Божјото слово како со камења. Ги забодуваат камењата, остри сам камења во другите човечки срца. И јас ќе зборуваат дека сум јас, дека времето се приближи. Но не одете по нив. Не одете по нив. Духот на нашиот Отец е љубов. Разликувајте ги духовите. Љубов. И кога ќе чуете за војни и бунтови, а веќе ние слушаме секојдневно: не плашете се. Не плаши се, мало стадо, ви приготвив царство Божјо. Давајте милостина од вашата ризница. А кога ќе чуете за војни и бунтови, не плашете се. Сето тоа треба најнапред да се случи, но крајот е веднаш. Сето тоа ќе се случи. Овој свет ќе се растури, затоа што гледате дека тој е вонатре трул и растурен. Посебно во Армакедонија, во Македонија, ниту закон, ниту земна правда има. Исус секако го нема, бидејќи црквите се заспани, ништо не работат. Работат нешто тие, внатре затворени во мали кругови, или во огромна доктринарна црква, една верска заедница која од 4 сабајле објавува старозаветна религиски систем, од кој не можете да се спасите, кој предизвикува само војни. А кога ќе чуете војни и бунтови, не плашете се, тогаш им рече: ќе се крене народ против народ. А нема потреба, во Македонија тоа го знае секој дете. И царство против царство, но царството е негово, и силата и славата на мојот Отец. А на некои места ќе има и големи потреси, и глад, и помор, ќе има страотни појави и големи знаци на небото. Те сакам, Господи Исусе Христе, останувам во Твојата љубов. Живееме ли? Умираме ли?
Христови сме, Исусови сме, го сакаме Исуса Христа, а пред сето тоа ќе стават раце, големи знаци на небото се појавуваат по некои знаци, а пред сето тоа ќе стават раце на вас. Сите што ќе останат во Исус. Кога ќе дојде сатанската збирштина комплетно да ја завладее земјата, ќе излезе од редот. Ќе се забрани сета религија и тој ќе се прогласи за Бог, неговиот представник на земјата. Тогаш ќе ве гонат, ќе стават раце на вас, некад денеска и сега ги убиваат. Во Африка, во Сирија, бе во Израел, се молевме таму и чувар на местото каде што наречено Голгота, нели, без разлика, Израел е потикнување на верата. Бидејќи луѓето таму одат со вера дека Исус е таму, дека таму има нешто и тие се молат, жолти, бели, сите раси. И јас клечам, плачам и се молам. А ако му кажете на чуварот на гробот, бидејќи таму има и грчка црква, дека сте од Македонија, ќе се дере и ќе ве изфрли. Додека во црквата на Преображение, кога се молевме, кога духот слезе, излета гулаб над главата на еден од молитвениците. Слета гулаб. Муслиманот не остави да се молиме, а гркот на една група, на инвалид, еден професор, ги изфрли. Ги изфрли, затоа што се македонци. Професорот му вели, ти простувам, брате, тој се расплаче на русинка, дојде му вели, срам да вие, вие христијани, че зборуваме за степенот на љубовта. За степенот на љубовта. Ќе стават раце на вас, ќе ве гонат. Еден брат ми вели, плачам таму на Голгота. Значи, имав силно доживување. Ме крена еден човек, не го познавам, ми вика, брате, јас сум од Сирија, не убиваат, победуваме со Исус. Знаете, некои работи ви испраќа Господ. Ќе стават раце на вас, ќе ве гонат, предавајќи ве во синагогите и затворите. Тоа се случува во некои земји. И ќе ве водат пред цареви и управници заради моето име. Кое име? Исус. Исус. И само Исус те сакаме Господ Исусе Христе. И тоа ќе ви биде вам за сведоштво. И затоа врежете во вашите срца. На едно место Исус вели со живи слова, напишани не на камен, живи слова, напишани во срцата. Значи врежете, напишете во срцата ваши, да не размислувате однапред што ќе одговорите. Зашто јас ќе ви дадам и уста и мудрост, дај ми Господи Исусе Христе и уста и мудрост, на која не ќе можат да и противречат, ниту да и се протистават сите ваши противници. Тоа е принципот, не зборувам јас, вели Исус. Духот на мојот Отец зборува низ мене. Таткото небесен. Тоа е поентата на христијанството. Тој е христијанин. Значи, Духот на Отецот небесен, односно кој е видлив од Духот, нашиот Татко небесен, кој е дух и љубов, престојува со сета негова полнота и видлив во Исуса Христа. Значи, врежете во вашите срце да не размислувате однапред што ќе одговорите, зашто јас ќе ви дадам и уста и мудрост, на која не ќе можат да и протистате и противречат, ниту да се протистават сите ваши противници. Ќе бидете предадени, пазете го овој момент, веќе почнува да се случува. Исто така и од родители, од браќа, од роднини и пријатели, а некои од вас ќе бидат и убиени, како што гледаме, брате, ми вели Сиријецот, не убиваат во Сирија, но ние победуваме како кола деца христијани во Африка, во Азија. И ќе бидете намразени од сите, заради моето име. Има луѓе кои се демонизирани, кои служат на сатана, да кога ќе им го кажат името Исус, не можат да издржат, ги фаќа нервоза, почнуваат да викаат. Сум сретнал неколкумина. Во името на Исус, надвор од тука, се што не е од Исус, но ниту влакно од главата ваша, нема да загине. Зато тој на едно место вели, не плашете се од оние што ви го убиваат телото, од и душата
Душата не може да ви убие, бидејќи духот на вашиот Отец е во душата. И тој е вечен. Тој е вечен. Духот негов е самиот живот. Самата љубов која пламенче во вас. Со трпение. Трпение. Има една изрека, трпение е спасение, да, така е. Спасувајте ги душите ваши. Со трпение. Трпеливо поднесува и навреди. Исус го обвинува, тој молчи. А кога ќе го видите Ерусалим опполен од војски, се мисли на географскиот, но и на Ерусалим, оние што имаат завет со Бог, тогаш знаете дека е блиско неговото запустување. Овој свет е даден на кратко време, носи на владење на сатаната, кога вие се собирате, ослободувате територија. Тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја и тие ве напаѓаат војски, и физичко ниво во Ерусалим, и духовно во вашата заедница, во вашиот дом, во вашето срце. Тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја, нека бегаат по планините. Јас сум овде во една планина, Мавровската агора, Елкината гора, каде што често доаѓам во молитви, во молку и отихување. Да размислувам, да ги снимам овие завети за некој од вас кои ќе ги отворат срцето да разберат дека без Исус ништо не можеме да направиме. Без мене не можете да направите ништо, вели Исус. Ништо. Можете да го потрошите својот живот, да не дознаете дека семокниот Бог ви оставил порака ова и други. Но ако почнеме да ги читаме тие другите, доаѓа до соблазна, бидејќи има многу доктринарни цркви, посебно одредени протестантски заедници, кои мислат дека не треба ништо да се прави, дека има вечно проклество, го представуваат Бог како сатрап и дека по благодат се спасени. Но благодатта да не остане празна. Па како да ја наполните? Со љубов кон се, со усовршување во љубовта. Тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја, нека бегаат по планините, нека бегаат, а кои се во градот, да излезат од него, кои се по околните места, нека не влегуваат во него, за физичкиот Ерусалим и за духовниот, зашто тоа е времето на одмазда во кое ќе се исполни се што е напишано. Значи, тоа што се дозволува и се случува, се дозволува и е напишано. И е напишано. Јуда да го предаде, Исус влегува сатаната во неговото срце, тој зема 30 сребреници, ги враќа, сребрениците ја купуваат гранчаровата нива. Тој се покајува. Пазете, таа приказна. Кој ги дава парите? Првосвештениците, фарисеите, садукеите, писмознанците. Оние што носат долги облеки, што се први на гозбите, што се поздравуваат по пазариштата. Бидејќи црквите, заедниците се направени пазаришта. Зашто тоа е времето на одмазда, но тешко на бремените и доилките во тие дни, зашто голема мака ќе има по земјата. Тогаш зборува за духовно бремени, за доилки, за бебиња во Христос, кои нема да издржат, и за физичко. Ке има на земјата и гнев врз овој народ, врз вас, браќа и христијани, ке паднат од сечилото на мечот, ќе бидат одведени во робство меѓу сите народи, а Ерусалим ќе го газат незнабожците, се додека не се исполни времињата за незнабожците до второто Христово пришествие, или додека вие, останувајќи во Исуса, не се представите пред Него, или не останувајќи, секако, бидејќи кога ќе појдете горе, нема да бараат од вас што сте спечалиле, што сте направиле на земјата, собирајќи богатство, кариери, трудови. Туку ќе гледаат дали има љубов во твоето срце, во моето срце. Облечи ме во твојата љубов, Господи Исусе Христе, и ќе има знаци на сонцето, на месечината и на звездите, а на земјата тага кај народите, од неизвестноста и од бучењето на морето и брановите. Пишано е дека морето ќе ги сврли сите мртви, а луѓето ќе умираат од страв. Ќе умираш од страв,
i od iščekuvanja na ono što ќе го snajde светот, кој веќе се распаѓа сам по себе, зашто и силите небесни ќе бидат разнишени. Зборуваме Лука 22 глава 26 стих. И тогаш ќе го видат Синот човечки, како слегува, како доаѓа на облаци, со голема слава, сила. Те сакам, Господе Исусе Христе, слава Ти, Татко Небесен, мир вам до Божјо Царство Небесно. А кога ќе почне тоа да станува, ова го зборува Небесниот Отец преку Исуса, преку евангелистот Лука. Исправете се и подигнете ги главите своји. Подигнете ги главите своји. Каде? Каде? Кон небесата, кон Божјото Царство, кон Исуса Христа, кон Таткото Небесен, зашто се приближува вашето избавување. И им ја кажа оваа парабола, значи тој раскажува приказни за да разбереме како на мали деца. Погледнете ја смоквата и сите дрвја. Кога ќе видите дека потеруваат, сами знаете дека летото е веќе близу. А така кога ќе видите дека станува ова, кога ќе видите дека светот се исчашува и силите небесни се разнесени, ние веќе имаме состојба во Македонија, која е Армакедонија, место каде што сите се добра, да го сменат името, да го понижат човекот, да го растурат семејството, да ви наметнат туѓа религија, да ви го забранат јазикот, да ви го забранат именувањето, без разлика на тоа што Господ Исус Христос напишал. Македонија, македонци го избрал народот да го шири светото евангелие, да го прослави неговото име. Кога ќе видите дека потеруваат, сами знаете дека е крајот, дека летото е веќе близу, па така кога ќе видите дека станува ова, знајте дека се приближи Царството Божјо. Покајте се приближи Царството Божјо. Вистина ви велам, нема да помине овој род, додека не се исполни сето. Кој род? Па родот на земјата. Синови човечки, родени од жена, паднати од небесата, од духовна природа, материализирани, од душа во тело, на кои им е дадено слободна волја да изберат љубовта Исусова, да излезат од нељубовта, од сатанската збирштина. Вистина ви велам, нема да помине овој род, додека не се исполни сето тоа. Небото и земјата ќе поминат, но зборовите мои нема да минат. Небото и земјата ќе преминат, но зборовите мои нема да минат. Ние зборуваме за живо Слово Исусово, кој има власт и сила, во името на Исус да излезе од овој дом и од твојот дом. Ако го примиш Исус во срцето, секоја зла сила, секоја болка, болест и страдање, во името на Исуса Христа, кој е име над секое име. Само пазете се вашите срца да не бидат натежнати од прејадување, телесност, пијанство, тегобни грижи за овој живот тука. Да не бидете натежнати од прејадување, пијанство, тегобни грижи за овој живот, за да не ве затекне тој ден ненадејно. Да не сте дошле до љубовта Исусова, да го изберете Исуса. И да го поминете животот, не знаејќи дека семокниот Бог го испратил својот единороден Син, ги откупил вашите греови, вашата нељубов, вашата спротивставеност и падната природа со сатаната на земјата. И ви дава сила да се вратите во Божјото Царство Небесно. Амин. Зашто тој ќе дојде како стапица за сите што живеат по целата земја. Денот кога ќе треба да застанеш пред Исус. Бидете будни во секое време и молете се. Бидете будни во секое време и молете се, за да се удостоите да го избегнете сето она што треба да се случи. Да го избегнете ако сте во Исус, ако сте во Исусовата љубов,
ако действувате во љубовта, ако чекорите во љубовта, ако пребивате во љубовта, да го избегнете сето она што треба да се случи и да застанете. Да застанете пред Синот човечки. Исус е наречен Син човечки, наку тој е Син Божи, но е спуштен долу, се откаже од својата Божја природа, да ни го покаже патот на љубовта, да ни покаже како се доаѓа до Отецот Небесен. Апостол Павле тоа го кажува: не живеам јас, Христос живее во мене, а Исус вели: не она што го сакам јас, нека биде Твојата волја. Значи се случува Божјата волја, тој зборува низ нас, му дозволуваме да се насели во нашето срце, во сокровиште, по дух, со духот е присутен во нас. Значи еден ден ќе застанеме. Кога ти ќе застанеш пред Исус, не можеш повеќе да се вратиш на старото. Не можеш повеќе да се вратиш на старото. Тој повеќе нема да греши, ќе се покаеш за гревовите, ќе умре стариот човек, ќе бараш сила од Исуса да ги надвладаеш сите состојби што се во тебе. Нељубов, омраза, завист, лицемерно братолюбие, сребролюбие, похота, прејадување, пиење, сите телесни желби. Дење тој беше во храмот и поучуваше Исус, ноќе излегуваше, ноќеваше во наречената Маслинова гора, како овде во Елкината гора, во Мавро. И сиот народ доаѓаше наутро кај него доаѓаше. Сиот народ доаѓаше наутро кај него, кај Исус доаѓаше. Кај Исус, не во локалните цркви, не во поделените цркви, не во деноминациите. Кај него треба да дојдете, кај Исус, да го слуша што подразбира, да го слуша Божјото Слово, послушност, слушање рачи, да го слушаш гласот Божи. Слушање значи не ти да зборуваш, Он да зборува низ тебе, бидејќи ќе го слушаш, и послушност, предаденост. Значи треба да се застане кај Исус, да се оди во неговата црква, во неговата заедница која е љубов. А тоа не подразбира камени градби, мали заедници раскарани меѓу себе, кои раскажуваат некои доктрини и приказни кои функционирале одредени луѓе, а нема жив дух, живо водство. Слава ти, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Ако имаш проблеми, телесни, душевни, застани пред Исуса. Времето е кратко на земјата, бргу поминува животот. Ако не дознаеш за Исус, долго време ќе ти треба повторно да добиеш можност во свесна состојба да можеш да го избереш Исуса. Те сакам, Господи Исусе Христе, Бог знае во тело или без тело. Значи, доаѓа во храмот, кај Него. Треба да дојдеш кај Него. И другиот стих е да дојдеш кој еден ден да застанет, ќе треба да застанеш пред Исус. Ќе те праша, ќе види во твоето срце дали си го љубел својот ближен како себе си, Но кој е мојот ближен? Сите што се во потреба. Браќа и сестри, во овој свет, а ние зборуваме за Божјото царство на небесата, каде што може да влезат само оние што имаат љубов, што се усовршуваат во љубовта, во своето срце, чисто срце, срце што со крила што лета кон тебе. Те сакам, блажени се, чистите во срце, зашто тие ќе го видат Бога, Исуса, Отецот Небесен кој пребива во Исус, ќе пребиваат во неговата љубов. Можеш и ти така, брати и пријателе, само треба да дојдеш, да застанеш, да се покаеш пред Исуса и му дозволиш тој да зборува од твоето срце, од ризницата на твоето срце. Мир вам
do Božjeg carstva nebesnog. Amin. Ne znam, ne razbirat, motina odat, site zemni osnovi, Che se raznišat, sinovi na Svevišnji od, che umrete kako luge, che pagjate kako sekoj knez, Isus che sudi nas ide. Sve što mi treba je tvoja ta preglatka. Prosti mi, Oče, zgrešim pred tebe i pred nebo to. Sve što mi treba je tvoja ta preglatka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. sudite nepravedno, pogrevo pristrasno, jer pazite na sile.